Само со нулта толеранција кон корупцијата, економски раст од 5% во просек годишно, членство во Европската Унија и ефикасна јавна администрација до поголем долгорочен развој. Ова се заклучоците од првиот ден на самитот Македонија 2025. Извршната директорка на организацијата нотираше дека се забележува прогрес во Македонија, но во изминатиот период другите економии растеле побрзо од нас. Таа смета дека државата треба да одлучи околу моделот за раст на економијата, бидејќи ниските даноци не оделе во корелација со големите трошоци за социјала, а младите се уште гледале на администрацијата како поповолна варијанта за работа, отколку во приватниот сектор или пак опцијата да почнат свој бизнис. И понатаму бизнисмените се гледаат како профитери, наместо како двигатели на економијата и носители на работни места. Капиталните инвестиции, кои што всушност се инвестиции во иднината, се најчесто резидуална категорија во буџетот. Работниците се борат за повисока минимална плата, наместо да се борат за поголеми вештини кои што ќе ги извадат од замката на минимална плата. Над 90.000 лица се работоспособни приматели на социјална помош, а работодавачите се жалат дека нема доволно работна сила и треба да увезуваме работници. Сето ова создаваше циклус на стагнација. Реални се шансите за економски раст помеѓу 3,5 и 4% во првиот квартал, што ќе биде еден од најголемите во Европа, смета премиерот Мицкоски. Од крајно неповолната состојба од минус 200 милиони евра во државната каса на старт на мандатот, огромен напредок бил направен за 10 месеци. Ако состојбите во автомобилската индустрија се подобрат, тој очекува и повисоки перформанси на економијата. Мицкоски рече дека напорите се насочени кон интензивна градба на инфраструктурата, бидејќи Македонија, според него, треба да ја искористи стратешката предност што се наоѓа на крстосница на патните коридори 8 и 10. Во третиот квартал и во четвртиот квартал бележевме стапка на раст од над 3%, а за првиот квартал од оваа година, имајќи ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа, и не можеме ние наеднаш да направиме целосна трансформација, бидејќи нашите трговски партнери се земји кои што имаат раст на бруто домашниот производ или негативен, или меѓу 0 и 1%. Ако државата сака да оди напред, владата мора да ја подржи дигиталната трансформација, велат од Македонија 2025. Оттаму смета дека на технологијата треба да се гледа како на стратешки ресурс и дека вештачката интелигенција неминовно ќе стане суштински дел од сите сектори. Македонија мора да ги трансформира јавните услуги, да вложува во технолошките таленти, но и да ги подготви компаниите за современиот дигитален екосистем. На неколкудневниот самит Македонија 2025 дебатираат 500 гости, поранешни и сегашни премиери, министри од земјава и странство, експерти, предприемачи. Во фокусот на разговорите се начините како да забрза економскиот раст во нестабилни глобални околности, дигитализацијата и вештачката интелигенција, иновациите во економијата и како да се зголеми улогата на диаспората во креирање поголем развој во Македонија.